Poštovani građani demokratija, poštovani svetnici, predstavnici. Денес пресикувам 43-та седмица на својата научна библиотекија. Седмицата се одржава во просториите на научна библиотекија на 28 вторник, петок од 14 часа. Седмицата ќе се одржи за седмицата во предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записните во државата 42-та седмица на својата научна библиотекија и за дневен ред во предлагам следниот точка број 1 предлог за завршна сметка на буџетот на општина библиотекија за 2024 година. Предлог 2 заклучок за усвојување на годишниот извештај на општина библиотекија за 2024 година. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина библиотекија за четвртиот квартал од 2024 година. Точка број 4 предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација за промена на границите на градежните парцели ДП1Е.1 и ДП1.2 од измена на деталниот урбанистички план на дел за Дуб Попова Кула КО Димеркапија, општина Димеркапија. Точка број 5 предлог одлука за собствено учество на општина Димеркапија во реализацијата на проектот Народна кујна за лица со социјални проблеми во Димеркапија. Точка број 6 предлог одлука за отпис на застарени обврски во буџетот на општина Димеркапија. Точка број 7 предлог одлука за формирање на заеднична комисија помеѓу општините од Повардарвинскиот регион. Точка број 8 предлог програма за социјална заштита во општина Димеркапија за 2025 година. Точка број 9 предлог програма за еднакви можности на општина Димеркапија за 2025 година. Точка број 10 предлог програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести во општина Димеркапија за 2025 година. Точка број 11 предлог решение за именување на член во заедничката комисија на меѓуопштинска соработка помеѓу општините на Повардарвинскиот регион. Точка број 12 предлог решение за давање на согласност на измена на годишниот план за вработување за 2025 година. Точка број 13 предлог решение за давање на согласност на извештај за финансиско работење на ЗИП стационар Шепа Кавадарци за периодот од 1.7.2024 година до 31.12.2024 година. Точка број 14 предлог за усвојување на годишен финансиски извештај на НУДД Водострајкарска библиотекија за 2024 година. И точка број 15 разгледување на барање од физички и правни лица. Почитувани советници, предлагам да поминеме на усвојување на записите од државата 42-та седмица на својот на општина Димеркапија. Дали некој бара збор односно записникот? Пошто нема пријавени, го заклучувам претресот и го ставам на усвојување записникот од државата 42-та седмица. Кој е за да молам да те рака? Едногласно. Добро, 8 гласа за вие сте за или воздржана, пошто не бевте воздржан. Или за, 9 гласа за. Поминуваме на дневниот ред. Дали некој бара збор по однос на дневниот ред за дополнување или нешто по однос на дневниот ред? Погледайте, господин Силанов. Јас би го брифтал предложение на страна на сметната председателка, меѓутоа во процедурално би сакал да најдам да предвидам да се услови да биде составено и прашање за своите прашања. Тоа да предоставим затоа што последно време од целата година не сам река дали еднаш или два пати од целата се минем на своите прашања различни години. Се прилича, пошто сметната да е падена време и на следната седмица на своето, че има следващи прашање, че го разберем присуството на началото. Дневниот ред го ставаме гласен. Кој е за вака предложение дневен ред? Молам да го рака. Едногласно, 9 гласа за, нема против, нема воздржан. Поминуваме на првата точка од дневниот ред. Предлог завршна сметка на буџетот на општина Димеркапија за 2024 година. Будуваме представителот на општинската управа. Благодарам. Почитувани, завршната сметка на општина Димеркапија се разбира се заснова на примена на Законот за сметководство на буџети и буџетски корисници. Оваа завршна сметка ги содржи сите елементи кои што ги содржи буџетот на општината, искажани како планирани
и секако планирани приходи и реализирани расходи. Значи, ние како буџет и буџетски корисници сме должни завршните сметки да ги доставиме до Централен регистар и до Државен завод за ревизија најдоцна до 28 февруари. Советот, односно вие треба да ја донесеме, градоначалникот ја предлага да ја донесеме завршната сметка заклучна со 15 март, а ние консолидирана завршна сметка, значи општината заедно со своите единки во составот ја доставуваме до Министерство за финансии до 31 март. По донесување на годишната сметка секако да информираме јавноста за нејзината содржина. Вкупните приходи на буџетот на општина Демиркапија изнесуваат 164.901.075 денари и од тоа на даночни приходи, по позиции, се наплатени 16.544.000 денари, 929 денари. На неданочни приходи, имаме извршено 3.761.559 денари. Капитални приходи имаме реализација 4.647.874 денари и трансфери, дотации и донации 139.946.000 денари или вкупно, како што кажав, реализацијата на буџетот за 2024 година изнесува 77%. Согласно тоа, вкупните расходи на буџетот на општината изнесуваат 163.423.000 денари, 166, од кои што по групи заплати на именини надоместоци се извршени 71.799.333 денари, за стоки и услуги 31.639.844 денари, каматни плаќања 441 денар, субвенции и трансфери 7.713.000 денари, социјални бенефиции 539.000 денари, капитални расходи 48.764.911 и отплата на главнина 2 милиони отплата на главнина по основ на долгорочно задолжување за МС и проектот за асфалтирање на 3 улици, редовна рата на годишно ниво 2.965.000 денари. Односно, вкупната реализација на буџетот на општина Демиркапија за 2024 година изнесува 76%. Вкупно реализираните приходи на основниот буџет, на општината се мисли, без единките во нејзиниот состав, изнесуваат 95.114.654 денари, или тоа се 67% од планираните. И тоа, даночни приходи реализирани 16.535.000, неданочни 850.000 денари, трансфери 73 милиони и капитални приходи 4.647.000 денари. На ниво на подставки сметам дека нема потреба, бидејќи се многу на аналитика да ги читаме сега овде. Можеме исто така да преминеме на расходите на општината. Вкупните расходи на основниот буџет изнесуваат, колку приходи, толку расходи, 95.114.654. Позитивно ја завршивме оваа година, односно салдото на буџетот на општина Демиркапија на 31.12. изнесуваше 24.314.762 денари. По групи, во групата плати на имени на доместоци, има реализација од 19.070.000 денари. По групата стоки и услуги 18.180.000 денари. Субвенции и трансфери 6.954.000 денари, социјални бенефиции 539.447, капитални расходи 47.404.000 денари и отплата на главници, да споменав пред малку, 2.965.000 денари. Во извештајот за средства по барување обврски изворите на средствата и нивната вредност, општина Демиркапија при изготвувањето, покрај овие биланси на приходи и расходи, кои што пред малку ги споменав, ние и вредносно ги прикажуваме и ставките, на билансот на состојба на општина Демиркапија, односно на ставката јавен капитал имаме 314 милиони денари, на ставката 0,10 материјални добри и природни богатства, односно неизградено градежно земјиште, имаме вредност од 4.590.000 денари, на ставката градежни објекти, канцеларијски намештај, патнички возила и опрема,
имаме значи, вредност од 256 милиони денари, материјални средства имаме износ од 14 милиони и на материјални средства исправка на вредноста, значи, имаме 32 милиони денари. Потоа на ставка 220 добавувачи од земјата имаме износ, значи завршивме годината, значи со обврски кон добавувачи од земјата имаме износ од 9 милиони 884 денари, обврски за нето плата 941.000, придонеси од плати 82.000 денари, придонеси од други придонеси од плати, значи имаме 391.000 и имаме други придонеси од плати 7.111 денари. Други долгорочни обврски на конто 928002 за МСИ проектот, значи имаме износ за доплаќање до крај, значи целосно да се исплати таа долгорочна обврска уште 13 милиони денари. Тоа би било накратко. Ви стојам на располагање, се разбира по конта доколку имате прашање. Отварам расправа по првата точка. Предвид завршна сметка за друштвена Во контото е општинска администрација има тука конто 4290, други материјали, други материјали, потоа горе има 424 поправки и текстно одржување. Вие замолкам за наредната седмица да интересира колку пари се потрошени за сервисирање, со дата, со се. Со дата. Сервисирање си имаме, тендер си има за сервисирање на моторни возила, по дата. Можете да картица за како? Може би во реализација на бирото за јавни набавки да видите дека колку ни бил планиран договор, нели? За јавната набавка и колку е реализацијата. Слободно мислам, тоа се јавни податоци. А и овде ги имат. Значи, не гледам причина зошто картица, искрено не можам да дадам картица, затоа што се знае таму кој добавувач е избран. Така да... Мислам, многу е јасно. Конкретно за поправки и сервисирање се потрошиле 448.000 денари. За нормално за сите возила што ги има општина. Картица што ви значи, например, фактурата. Број на фактура на картица и износ. Тука имате, значи, еден сублимат на сето тоа. Не можам да ви дадам картица. Зашто? Ви кажувам, значи. Може да кажам, значи, кој е операторот кој што го добил тендерот и тоа е, нема преку бирото за јавни набавки. Толку, значи, донел, фактурирал, толку сме исплатили, тоа е така. Не гледам причина зашто ви давала картици со број на фактура и износ на фактура. Овде ви е во вкупен износ, значи. Да. Тоа е по заделот, значи, за поправки и сервисирање на лесни возила. Се извинувам претходно, за кој дел конто ме прашате? За тоа за општинска администрација. Да, за општинска администрација, меѓу тоа рекохте и за нешто друго. За други материјали рекохте. Може, да, рек. За тоа може, нема проблем. Само да заврши колегата, че си дава. Нешто тука ми е јасно, кој јавно светување 464, разни трансфери, други трансфери. Да. А тоа е, значи, за уличното осветлување во општина, не во општината и во селата, значи за одржување на уличното осветлување. Значи, исто така, покрени сме со тендер за јавна набавка, значи овде спаѓаат и осветлување, значи за нова година што го правиме осветлувањето. Тоа е. Конкретно за 464-990 што ми пишува. Инаку во истата програма, во 1003 програмата, кај контото 421-110, значи таму ја плаќаме електричната енергија, значи таму ќе ја видите сумата од реализација, значи електрична енергија, значи сме предвидели 1.950.000, фактурирано и исплатено 1.867.000 денари. Реализација, значи, за улично осветлување во општина Демиркапија и во сите села, да. Пропишано разни трансфери, други трансфери. Да, разни трансфери, тоа е, нема, мислам,
такво е конто, разни трансфери. Исто така, Во јавно осветливо има разни трансфери. За кои секаде ги има. Секаде. Па да, мислам тие ги има и че ги има. Например, нема конто одржување на јавно осветлување. Има програма, а сега ние не можеме да измислиме, значи ние работиме по некој контент план, што некој го донал, што е официјално. За тоа е тоа, така. Изводен тега мислам да се јавите за тоа. Да, после кажем, интересантни материјали се идвам на тар. Тук има други материјали, като видим 200.154 се потрошени. Да. Ето това други материјали. Добро, може и сега ќе ви кажам, че ви споменав зошто е тоа така, други трансфери, други материјали, други договорни услуги. Значи, таму, например, се платило купување на нека трева, семе за трева. Што на момент? Да. Вештачко џубре за таа трева и та. Кај што да. Значи, заради тоа што нема адекватно конто, така ги таму ги книжиме едноставно. Евгения, исто така и во спорт и рекреација, Добра? трансфери до спортски клубови. Да ми објасни како може. Нема проблем. Пак, сите трансфери и на програмата А0, тоа е програмата на Советна општина, конкретно еви од за спорт и рекреација на прашавте, значи ние ги носиме овде на Совет, тие решенија и одлуки, не се сечават. Например, за Богородица турнир, за турнирот за Богородица, например, и тоа е, за тоа се тие трансфери, спортски За клуб. турнир. Да, по програма не е. Подпишани. Да, тоа е тоа. И за, како се каже другиот, овие кајакарите. И тие се овде, да, и тие се кајакарите. Добро, ти не Кајакар. е спортски клуб. Епа, така е контото, да, тука не може да стои име, например, не. Тоа е сега. По конта, да. Во капиталната разходи за основното образование и платите други градски обекти или изградба на други обекти. Да. Кои други обекти? НА, значи тоа е програмата НА, капитални разходи за основно образование, овде се сечавате во буџетот кој го носевме за 2024 година, како за кантината во училиштето, одобруваме 3 милиони денари, реализација, значи сме направиле 2 милиони 212. И во овој буџет за кои? Овде изградба на други градски обекти, изградба на други обекти. Па да, изградба, реално е да се работи. Да, за кои се работи, да. Дали некој ако некој Благодарам. Во програмата ја согласа други комунални услуги, би сакала да знам услуги за заштита на водите, реките и езерата. За какви услуги, кои води и реки? Да, значи исто тоа е, имаме програма за заштита на реките. Ај само не ја да читам програмата да не грешам. Ја 8, значи, услуги за заштита на водите, реките и езерата. Овде станува збор, значи, за речното корито на реката Бошарица, значи исто со тендер за јавна набавка, значи за да се разчиста. Тоа беше разчистување на речното корито. На реката Боша. За тоа се однесе конкретно. Дали имате допълнителни прашања? Evo ja sam kratko, znači реки општинската администрација даде детално образложение, ама ги поврзало во образложението, поврзали точка 1.2, што кажам така, се поврзани годишни извештај. Јас се задржав едно на годишниот извештај и точно ме интересира во годишниот извештај 482.820 изградба на капацитети во енергетика, кад се потрошили 9.987. Тоа е еднакво скоро на 10 милиони. Да. Дали тоа се работи за овие преналади што го поставува во вакуумот. Тоа е за уличното, ќе ви кажам тоа точно.
и зошто дали се тие планирани 10 милиона и реализирани 10 милиони, или се планирани помалце, па поставени, па повторно извадени, па повторно нови поставени. Вака, од Министерство за транспорт, мислам дека ни видеате, благодарам Миле. Значи јас се подготвив, вака очекувам дека значи за предмет на договор на јавни набавки, за работи конкретно, значи интересно е за капиталните разходи, да ги кажеме, што например е 48 милиони се потрошиле, редно да кажеме и зашто. Значи од Бирото за јавни набавки извадив значи планирани и реализирани проекти, односно набавки, и да може да почнеме поред. Значи набавки за работа за уредување на простор за спорт и рекреација. Планирано, значи и реализирано ова. Потоа набавки зборуваме тендер поминат и исплатена и фирмата, значи и сработена. Значи на тоа се мисля за се. Набавки на работа за реконструкција на улица во село Пржево. Планирано, реализирано. Набавки на работа за реконструкција на фекална канализација на крак 4 од улица Партизанска. Планирано, реализирано. Изградба на електрична инсталација за улично осветлување, конкретно за вашето прашање, обиколница и улица Парк Демир Капија, планирано, реализирано. Во контекст дали е планирано, да, ние ги добивме дури и средствата од Министерство за транспорт и врски и ние само оваа година, од кога се заврши или целото поставување на тоа осветлување, значи ние само го исплативме, го трансфериравме од наменска сметка на наша и го исплативме. Потоа, имаме значи набавка на работи за реконструкција на крак на улица Партизанска, на крак 4 на улица Партизанска плюс Партизанска 2, планирано, реализирано. Чистење на дел од речните корита, што ме праша исто советничката, значи планирано, реализирано. За реката Бушарица, нели, што кажам. За набавка на работи за реконструкција на каптажа, дел од водоснабдителен систем за село Барово и село Бесвица, во село Бесвица завршено, во село Барово не е уште, значи реализирано. Набавка на работи за инфраструктура во етно село Винско село Клисура не е завршено. Набавки на работи за реконструкција на фекална канализација и водоводна линија на улица Кирил и Методи, планирано, реализирано во месец јули. Реконструкција на музеј на Демир Капија, планирано, реализирано, значи музејот. Надградба на дел од канализациона мрежа, колекторски систем за одведување и пречистување на отпадни води за град Демир Капија, планирано, реализирано во месец август. Набавка на работи за реконструкција на улица Кирил и Методи, значи планирано, реализирано. Реконструкција на партерно уредување на КП 659 во населено место Бистраци во теке, значи оваа година ќе видиме здравје реализацијата, меѓутоа е во тек. Потоа, само што не кажа, значи и набавка на работи за реконструкција на атмосферска и фекална канализација по улица 11 октомври во Демир Капија, планирано, реализирано во месец октомври, и реконструкција на дел од локален пат за парите што се од тој унгарскиот кредит, ги аплициравме, ги добивме и во тек се работи. Ете, благодарам изсакнати извештај, и би било добро да последник би сакал да го добиам тој извештај. И тука моето конкретно прашање беше за капацитетите во енергетика. Ви спомнав дека тие средства се добивени за обиколница. И битоа таму се предвидени, таму се потроши 10 милиона. Толку добивме, толку потроши. Да, а може да се реализира со 5 милиона. Ама ние направивме појавна набавка по проект, не знам како би било. Затоа што еднаш ги набавивте, Не, па ги не, разкопавте. овие се нови. Нова Нова инсталација. инсталација. Не, нова инсталација. Во паркот, значи, паркот и обиколницата на наше улично осветлување, нова инсталација. А зошто ги ископа овај? Каде ги ископа? Не прво поставен. Грешка се. Не, грешка си. Не маме, ние баш таму не маме, затоа ја аплицираме, оти Не многу зборувам голема за ставка ни беше. обиколница, зборувам за обиколница. Од црквата према Пазарот, тук. Не сме имали. Не сме имали. Не сме имали. Таму имаше поставено. Не сме имали. Не, ово е ново, ово што е сега. И баш така е. Па наново поставено. Ја не знам зошто би се копало ако има. Не, ништо такво няма. Комплетна нова Значи, баш беше инсталација на целата набавка и на столбови и Да. значи
Ново е, ново е. И И сега и за нареден, значи повторно е аплицирано. Субвенциите за јавни комунални предпријатија, дали ова ни Да, планирано е реализирано, што го донесува, точно, да. А вие добрите? Да, подобрена беше одлуката. На месечно ниво се однесуваше, нели, се однесуваше по 150-60 како изгледуваше и ние само не ги реализираме. И на крај ќе дадеш што 424-309 држување на други градби, веројатно војна пред спомнате за држување на други градби. Дали во таа друга градна спаѓа и ова... Само може да ми кажете за конкретно за која програма или? Да видам јас за... 424-390. Добре, 424-390 се однесува на Ј4 програмата, кај што е, значи што ни фактурира комуналното предпријатие за метење, нели, на јавни површини, чистење, за јавна чистота се однесува конкретно Ј4 програмата. И па ги одржуваат. Нема, например, конто, метење и чистење и перење на ули. Дали не разбирате? Да. И мора е така. Предпријатие, даваме 1.500.000 субвенција 1.650.000, субвенција за електрична енергија и така напред, значи комуналното да работи. А сите тие програми се донесени на Совет за јавна чистота, за зелено, што друго имаш, какви програми? Тие се, да, Ј4, Ј7, тие програми се. Да, поред. Дали некој друг бар разбор по-односно сега веќе ми споевме и првата и втората точка однос на сметката на бюджетот на општината Демеркапија за 2024 година. Пошто никој друг нема разбор, да заклучувам претресот по првата точка и прво завршната сметка на бюджетот на општината Демеркапија за 2024 година е ставна гласа. Кој е за вака предложената предлог завршна сметка на бюджетот на општината Демеркапија во ова напредна? 5 гласа за, кој е против? 4 гласа против, нема воздържани. Било добро. Ќе прочитам и втората точка, да дискутирам преку неја предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај на општина Демеркапија за 2024 година. Дали некој друг бар разбор по однос на втората точка на дневниот ред? Пошто ја спојувме така речено по однос на дискусијата и затвора претресот и истата точка предлог заклучок за усвојување на годишниот извештај на општина Демеркапија за 2024 година оставна гласа кој за вака предложение. Предлог заклучок за годишниот извештај молам да крene рака. Кој е за, молам да крene рака. 5 гласа за, кој е против? 4 гласа против, нема воздържани. Било добро. Трета точка на дневниот ред. Предлог заклучок за усвојување на квартален извештај за извршување на годишниот на општина Демеркапија за четврти квартал од 2024 година. Молам да го начнете. Ви благодарам, председателе. Во врска со кварталниот извештај, односно К1, К2 и К3 образците, кои што законски нели мораме да ги поднесуваме, овој квартален извештај нас ни е поднесен до Министерство за финансии и може да кажам дека исто така, значи ова е за извршување извештајен период од 1.1.2024 до 31.12, односно се однесува, значи, исто како и завршната сметка, односно годишниот извештај. Значи, ова е, нели, сите квартални извештаи, првиот, вториот, третиот и четвртиот, заедно ставени, значи, ова е поречи исто со завршната сметка. Да. Само може во делот, како за нормално запознавање, да кажеме, за достастани и ненамирени обврски, односно во образецот К2, кој што е во прилог, даден, тук овде ги имате, значи, по месеци. Од јануари до декември, колку изнесувале обврски до 30 дена, обврски до 60, дали имаме утужени, односно немаме, и обврски над 60, односно неутужени обврски. Купно обврските, значи, за секој извештаен период, односно на месечно ниво и квартално. И може да се каже дека вкупните обврски на општина Демеркапија изнесуваат заклучно до 31.12, тогаш кога сме го дали кварталниот, 9.841.000 денари, од тоа тековни обврски до 30 дена 6.245.000 денари,
оврски до 60 дена 622.000 и оврски над 60 дена 2.973.000 денари. Овде ги имаме и по поставка, например 404 други надоместници 140.000 денари, 421 тоа е за струја, се извинувам за телефон, фиксен 7.354, 423, значи други материјали и тука се значи разложени тие 9 милиони на што се однесуваат и во образецот К3, односно кварталниот извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните предпријатија кои што се основани од општините. Овде може да се види дека долг на општината по овој основ имаме, го споменав претходно, МСИ проектот. Тоа е проект за подобрување на општинските услуги со Министерство за финансии, значи износ дозволен 27 милиони денари, рок на отплата имаме значи 13 години, од кои имавме 3 години грейс период, повлечена транша, значи имаме 26 милиони 425 денари, датум на отплата на прва рата 10.8.2019 не било, последна ние до 10 февруар 2029 година и датум на отплата на камати, прва и последна. И овде исто така интересно да се види дека ние ја завршуваме годината и немаме долг, значи не е исплатен долг. Тоа е важно да се каже дека во овој извештаен период, значи за последниот квартал ние не должиме, значи по овој род. Инструктори на кратки курси 42573. Какви кратки? Момент. Работа на prostorни урбанистички планови образува 42573. Инструктори на кратки курси. Услуги на болнични дейности и Вака, ме изненади се да се извинувам, значи во буџетот, сега нели јас ви го давам буџетот за 2024 година, односно кварталот, колони кои што треба да ги пратиме и сега се тема на разговор, конкретно со точката, планирано реализација за четврт квартал за општина Демир Капија што се однесува. Ова се однесува за единките. Конкретно за училиштето, например. Меѓутоа, кога ќе си дадат тие образложенија, се надевам, не знам може дали си и на денешната седмица, значи тие ќе си дадат образложение за своите секако приходи и разходи. Значи не се однесува нараз на општината, се однесува на училиштето. И мислам, стварно не знам што да одговорам во тој контекст. Да, тие ќе си донесат извештај и секако ќе биде даден на разгледување, да. Да, ништо. Бъдете скъпни, да си избирам. Веќе дека ова квартален извештај завршен веќе и тој е собствен дел во годишната изјава што веќе го коментиравме, така да ја не би се задржувал многу. Меѓутоа само би се сложил со една констатација на општинската администрација, односно Дирекција за финансии во општината, като што рекла дека е интересно да се види, да се заклучи на крај. Мене баш ми е интересно да ви кажам дека втората ставка од вкупни капитални приходи, каде што е втората, и ќе погледнеш на крајната дека реализацијата е 15% е навистина интересно да се види 15% од вкупно планираните приходи. Тоа значи дека во буџетот за 24 сте планирале вкупно капитални приходи од 30 милиона, сте реализирале 4 милиона и процентално спаднало 15% е доста интересна работа, 15% да реализираш приходи. Добре, бројчено стварно така излегува, меѓутоа тоа се должи на изборна година, затоа што ние не е добро планиран буџет, не буџет беше. Може да дадам образложение? Да. Значи, борете констатацијата, така и јас кога гледав, кога пишувам бројките и мене не ми се допаѓа така. Например, дека реализација на капитални приходи имаме малку, меѓутоа тоа се должи затоа што имаше изборна година и сите продажби на градежно земјиште беа стопирани. Значи, верувајте, значи ние 7 месеци од годината, значи не можевме да функционираме во тој поглед. Значи бевме спречени едноставно. Заради тоа е тоа. Бидејќи било изборна година, па е за 15%, тоа е бројот на буџетот се
знали кои изборни година и така не треба да се предвиди тоа 30 милиона да се знае. А што е програм да се предвиди? Значи, искрено има, не знам, околу продажбата, знам дека има некои други. Најголем дел од приходите, не знам, во делот на бюджетот може да видите дека беа предвидени како приходи од продажба, од отуѓување на градежно земјиште, меѓутоа во 2024 година ние немавме објава за градежно земјиште и ето тоа се виде дека немаме ни приход. Дали некој друг разбор? Пошто некој нема разбор, да заклучувам претресот и пред записи за усвојување на кварталниот извештај за извршување на годишната општина демократија за четвртиот квартал од 2024 година. Заклучок. Рака. 5 гласа за, против. 4 гласа против, дали нема воздржани, и благодарам. Погledуваме на четвртото. Јас би сакала доколку сте согласни сите, пошто е тука веќе представникот од шефа, директорката, да ја дадеме предност во делот на образложувањето, значи по незината точка, за да не чека до 13 точка. Не, јас слушам, да. Благодарам за присуството и за працата. Ја почекаме директорката на... Тука се они веќе, да, ако сте согласни, значи да битни се. Чуе да колаборира за овој отпусок на засадна област. Можеме да се чувствувате дома. Светомир е наш Дома сме баш. представник, член во управен одбор од СИДА, да го убаво. Не само обштено како Значи, поминуваме на 13 точка од дневниот ред, предлог решение за давање на согласност за извештај за финансиско работење на ЗЈ стационар шефа Кавадовци за периодот од 1.7.2024 година до 31.12.2024 година. Тука е присутна директорката, молам да ја елаборирате. Значи, овој први сегмент кумулативен го направиме, квартален кумулативен, меѓутоа јас идам на позиција тек во 9 месец, така да сите активности почнуваат тек во 9 месец. Кој што да, меѓутоа е кумулативен, тогаш и извршени се и уплатите од грото општините, како што може да видите кои општини имат уплатено, вашата нема. Јас сум малку неофицијална, нема врска. Очекуваме, знам дека имаме допис, направив подсетување. Трошоците се најголем дел во однос на платата за еден вработен, тоест јас и паушари. Донесеме статут, одлуки, согласности веќе се добиени, поднесени во Министерството за јавна администрација, тама добиена согласност и вработувањето се во тек.
А во исто време работиме и јавни набавки, така да Да, дека веќе сето се заедно објави. за да можеме да се исцелокупиме и како тим, ама истовремено, нели, како и со тимот се формираме да можеме и да почнеме со работа. А доколку немаме материјали, нема да можеме да работиме. Да. Нешто друго што поточно ви интересира, ако имате нешто? Можем да изразим жалење, што беше представено финанси, ваше лаборatoрије за парка извештај, можете да го искористиме неговото неизменно присуство, да прашате што е причината зашто општина Демиркапија да ги измилила своите Јас ви кажав, А, затоа што победете. Советот не ја донесе одлуката. Не донесе. Да, А така е. да. Добро, значи нема се проблем. Сега ние да прашаме што е проблем. Ние си одиме така, па си кажуваме се. Да, така и треба, да. Океј. Благодарам за elaboraцијата. Дали некој бара збор по однос на 13 точка, по однос на предлог решение за задавање на согласност за финансово за извештај на финансовото работење на ЗДП стационар Шепа Валенци за период од 1 септември до 30. Нема разговор, заклучува пред. А јас Поверете. да ги искористиме Поверете. го присутен тука директорката и Сонја колегата. А за финансовиот план мислам нема што да се ставаме тоа што ете ние не сме пробирали обврска, меѓутоа ме интересира за работата на Шепа, така во кратки црти, да видиме како ќе биде замислено тоа функционирање. Замислено е да Што регионално ќе се случува со скитниците, да речеме. Да, затоа че имаме посебна едукација, затоа што до сега се што јавувања и, ајде да кажем, пријави во делот да ги тргнеме печињата од улица, значи да, ама ЗДП стационар Шепа е замислен като транзит центар, а не като азил центар. Азил центар значи ги собираме и ги чуваме. И ке луѓето најчесто постое погрешно мислење. Транзит центар е да ги заловуваме, само бездомните кучиња, кои што не се чипирани, собственички, во случајот нормално известуваме инспектора за на улица без поводник и сето тоа се оде со посебна пријава. Бездомните кучиња се заловуваат, се носат во прифатилиште, 30 дена трае третманот, од почетокот испитување на зона за толошвање, па натаму до третирање, односно стерилизација, кастрација, на крајот вакцинирање и чипирање. Во текот на тој период се објавуваат, доколку не бидат домени, значи по закон и правилно да се вратат повторно назад на истата локација од каде што се заловени. Не можеме да се ги носиме ниту погоре, ниту подолно, него точно. Самиот процес оде со протоколи, имаме протокол за заловување, протокол за операција, протокол за евтаназија, доколку станува збор за одолежмание позитивно куче, се по протоколи, се внесено во програма од ДАКАВ и моментално и тоа сега бареме треба да поднесеме за да добиеме одобрение за работа и како амбуланта во спортно прифатилиштето и прифатилиштето. Така да нашата работа е контролирана не само од вас советите, делот на финансите и од делот на програмата за работа, него и од самата агенција за храна и ветеринарство. И најчесто кај луѓето постојано погрешно мислење дека нема да ги има. Во личните кучиња ќе ги има сето дека ние не се смениме и не почнеме да бидеме малку поодговорни у делот на собствеништвото. Со тоа што ако имаме средства да заловиме што повеќе животни, да ги искастрираме што повеќе, нема да се размножуваат. И кога ги враќаме, поентата е да не се размножуваат многу, а ги има премногу секаде, на Неготино и Кабадарци. Секаде во Веле, секаде се премногу. Најчесто се собственички, него собственички, ама без чип и пуштени така, нели се прошетува. И окей, тоа меѓутоа ако е стерилизирано или кастрирано и да се прошетува, нема да направи штета. А кога не е, да, имаме многу мали кои што ги испрлат и тоа не е окей. Слушай, скоро во некоја запазна казање промена на закон, кривична пријава има. У Холандија читав дека Кајнев, да, истиот принцип како Кајна се спроведувал пред колку време и виделе дека ајде со
собственичките учиња, нели, да сите чипирани, меѓутоа и така не профункционирало, се додека не е направила посебна полиција за миленици, така да секој собственик кој што има миленик, а не е чипиран и не е стерилизиран и кастриран, пишат пријава, казна и мора, му дава, нели, налог во најскор можен рок да го направи тоа, и така уствари се намалува бројот на бездомни. А исто така и данок. Со данокот што го введиле за собствениците, не успеале да го решат проблемот. Да, само со оваква казна. И тоа е окей. Мислам, треба да имаме едукација за тоа што јас ја кажувам секогаш мојата лична страна, ја имам дете кој што сака куче, и јас знам колкава одговорност е, но викам додека не станеш ти одговор, тинејџере, знаеме дека после тоа мама треба да го шети тоа, малку. И затоа викам додека ти не станеш одговорен и знаеш дека треба да се носе се што треба околу кучето, врските да ги преземиш, нема да имаш. Ама да пробам. Дете вика, ама да пробам, ама тоа не е предмет да се проба. А ние родителите најчесто го правиме тоа. Мало да пробаме и после тоа више најчесто тоа е причината. Благодарам. Дали некој друг разбори? Јас се врашам. Добро е со кучињата, може би на некој начин ќе се стави. Што е со мачките? Како ни Мачките ги решаваме кога они се многу повеќе од не кучињата. се под наша надлежност. Истото може да се прави со нив, така ли? Да иде така Да, стационари, да се грижи за... И јас не знам за тука во Грција, знам дека има, тука немам чуено, например, во секој град во Македонија скоро имат прифатилиште, дали тоа условно комуналец или е посебно, значи секаде го има тој дел. Меѓутоа знам многу и од друштвата за заштита за животни кои што стерилизират и мачки. За да се Тоа што и тие се во многу голем број. Мислам дека повеќе кучињата се образуваат. Да, може би тоа да, ама прават штети, влегуваат во домови и така. Да. Може би се тоа. Да завербуваме со ова да почнеме, па не е исклучено тој дел. Ама да почнеме од Да, некаде. нели со некоја анкета, со некој Да, мислење малку од е населението. далек процесот, тоти сме доста општини и од секоја одлука за се нешто, па едни имат на крајот од месецот, па други имат совети на почеток на месецот и тоа ни е, а мора да ги собереме сите согласности за да можеме да поднесеме и за се нешто е така. И за тоа ни е малку побавен на самиот процес. Дали некој друг разбор? Обшто. Можеме да го регулираме тој дел да Ја администрација, значи, може би сме направили пропуск од 2024 во поделот на финансите, меѓутоа во 2025 донесовме одлуката на номинација од Совет и се надевам дека во најскоро време ќе биде приливот кон шепа. Меѓутоа, цело време на советите сите ги интересира кога ќе почнеме да заловуваме, докаде сме со таа дозвола, нели, за работа, затоа што ние како општина, нели, имаме обврска тоа да го правиме и претходниот совет да донесовме повторно одлуката, програмата за заловување, за да не остане некој вакуум период, нели, за да распишеме јавна набавка и избереме економски оператор кој што, нели, би го потврдил тој период. Дали имате вие некое сознание кога од дали до 2025-та еве би почнале? Да, 25-та секако, јас се надевам дека и крајот на март Да, е. Да, крајот на март се надевам за тоа што е завршена веќе поставката, освен сега таа процедурата во делот на вработувањето, кое што ми помага со општината и јас наплевам и сега во тоа, ама не. Значи, како ги правиме вработувањата, веднаш после тоа започва во самиот образец барање за добивање на дозвола за работа, односно одобрение за работа, мораме да наведеме работени лица. И ветеринарни техничари, и доктори, и негователи, и тоа точно за бројот се има таму процедура, правилник во кој што треба да се водиме. Така да со вработувањата више ќе можеме да мислам уплатат се е завршено во тој дел, само овој дел не фалеше. И они таму не чекат. Одговори ме лично и своето ви благодарам за присуството и се надевам на плодотворна работа и дека ќе бидеме интересни кажања од сите општини што ќе действуваат.
давање согласност за извештај за финансиско работење за електростационар Шепа Рак. Едногласно бе за согласување Заврачаме на тековниот ред, предлог одлука за довршување на урбанистички проект со план за парцелизација за промена на границите на градожни парцели ГП 1.1 и ГП 1.2 од измена на детален урбанистички план за дел Дук Попова Кула К од Рекапија, општина Рекапија. Очекуваме представување. Колегата Тони Петков. Не треба има не. Ама вие почнете моја. Да. Што се пита? На крај уште не е почната со работа, ние треба да веќе да плачеме и тоа беше забелешката и можеби заради тоа не го известна. Добар ден, господин Петков, ќе ставише на точката на дневен ред. Тоа е четврта точка, предлог одлука за донесување на урбанистички проект со план за парцелизација за промена на границите на градежните парцели ГП 1.1 и ГП 1.2 за измена на детален урбанистички план за делот Дук Попова Кула К од Рекапија до општина Рекапија. Тука станува збор за приватна инвестиција кој што има две градежни парцели во собственост и кој што сака да изврши промена на параметри, тоест промена на граница на градежни парцели и промена на површина за градба со цел согласување на планот со неговите планови за инвестирање на објектот кој што е постоечки винарија Попова Кула. Значи станува збор за проширување на објектот Попова Кула со практички содржини кои што им се потребни. Оправдавка во предлог одлуката за донесување на ова парцелизација, план за парцелизација и за промена на границите, дали некој судовист на разбор, дали има прашање, односно представите општинската управа. Јас само скажам дека тоа помага за Комисија за урбанизам, но штатот на Комисијата за оператор се спрашува за проширување на детален урбанистички план, подобрата за самиот инвеститор во този план, така да не да лишни спорни. Да, само правата детален измена на
можностите на буџетот се предлага да се донесе одлука за собствено учество на општина Демеркапија во реализација на проектот Народна кујна за лица со социјални проблеми во Демеркапија во висина на финансиски средства од 61.500 денари, инаку кои истите ќе бидат наменски искористени за набавка, подготовка и дистрибуција на храна за корисник на гарантирана минимална помош, односно за лице од село Истренци. Ова е познато затоа што и претходната година исто така беше донесена одлука. Меѓутоа овој период сега станува збор за 1.3.2025 до 36.2025 година. Некосовата социјална заштита е запознат со проблемот на ова семејство и во наредниот период ќе се помогне во делот на некои санации во домот, помислам дека ќе се створат понатаму видиме после тој период 36 услови за некој нормален живот, барем некои таква основни потреби да се задоволат во тоа смисло. Да се отправа расправа во однос на текната точка и дали некои има прашања или разговори. Не, корисните на гарантирана минимална помош, значи се социјална помош, што мене претходно беше, и имат 5 дечи. Можем да наставуваме за до крајот на годината, така беше како да има средства. Лани беше од 1.7. до 31.12. Да, сега предлагаме до овој период, тоа што значи условите за живот во домот не се многу, како да кажем, минимални. Ќе се потрудиме ќе се потрудиме значи да направиме одредени санации во делот на домот и мислиме дека и во иднина ќе има барем можност да се живее по-нормално. Дали некој друг разговор? Тоа е детенцето Кан, кој што го носиме моментално на логопед. Да, мислам, знаеме зашто се одобрилите средства. Дали некој друг има прашање или разговор? Повеќе разложете. За Јуријан, член 3 за обракот од судност, што се достигнува 2 денара, значи тоа се средства кои што Министерството ги дава на 10 корисници кои што се претходно одобрени. Значи, овој проект трае веќе 10, ова е 11 година, 2025. И Министерството за социјална политика, демографија и млади обезбедува храна, односно топол оброк за 10 корисници. Значи, ние истото тоа ќе го плаќаме и за ова семејство. Значи, толку колку што плаќа Министерството, толку исто партиципира и општината за ова семејство. Сега, што добива, значи, оператор на ова услуга е Борис Трајковски, градинката. Јасно. Дали некој разговор? Односно, петата точка. Пошто никој друг нема разговор, заклучувам претресот по петата точка и предлог одлуката за собствено учество на општина Демеркапија во реализацијата на проектот Народна кујна за лица со социјални проблеми во Демеркапија од ставно гласање. Кој за одлука? Едно гласање, 9 гласање. Минуваме на 6 точка од дневниот ред. Прво одлука за подпис на застарени обврски во буџетот на општина Демеркапија. Молам организацијата да се произнесе. Значи, ова одлука произлезе од проведениот годишен попис во општина Демеркапија за 2024 година, односно поточно од извештајот за извршениот годишен попис на паричните средства, побарувањето и обврските во општина Демеркапија со состојба 31.12.2024 година. При самиот попис е утврдено дека овие побарувања се застарени, а не утужени, значи од страна на правните лица, и токму поради тоа е даден предлог за опис на истите во самата евиденција. Благодарам. Дали некој поздрав разбрав по 6 точка? Ова е некој Веќе се работи за стари необврски, ако секоја година што правиме описи така на попис, како што е блуци, например, кога ќе не постои, значи така работа, стари напречен и тоа. Интересира за овие другите, значи Македонија пациентно да се градни инженери и така натаму. Зошто на време не се отужени?
значи, не знам зошто не утужиле, пошто таа се обврски кои што не треба да плати. Ние не треба, обратно, треба да не утужат. Значи немаме побарување, во овој случај станува збор за обврска, нешто што општината должела кон некој. Значи не утужиле. Значи тука има два поголеми износи. Да, некои се такви. Да, меѓутоа во некои сме во комуникација веќе тие дали некој друг прашање или збор? Пошто никој друг нема разбор, да заклучам претресот по и предлог одлука за отпуск на овие застарени области на општина Демиркапија во Луцстот, неизин знаме гласен кој е за рамката во гледа. Предлог одлука по НП на рак. Имаме 5-6 гласа за, 7 гласа за, кој е против, дали има поддржани? 20 поддржани. Благодарам. Погledаме на 7 точка од дневен ред. Предлог одлука за формирање на заедничка комисија помеѓу општините во Поварделискиот регион. Молам предлагачот да се произнесе. Значи, оваа точка, предлог одлука е поврзана со претходно донесената одлука на претходната седница на Советот за припаќање на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општините од Повардарскиот регион. И согласно нели законот за меѓуопштинска соработка, следен чекор, односно следен акт кој што треба да се донесе е одлука за формирање на заедничка комисија помеѓу општините од Повардарскиот регион, каде што во комисијата ќе секоја општина ќе учествува со еден член и оваа комисија ќе има за задача да изготви предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка, да ги изготви предлог актите за основање или формирање облици преку кои што ќе се остварува меѓуопштинската соработка. Да. Ако има последната точка, да, ако има прашање, дали јас ми се заклучувам претресот, писана на точка предлог одлука за формирање на заеднички комисии помеѓу општини во Поварделискиот регион. Кој за рака 6 гласа, 7 гласа за, 9 гласа за, благодарам на против. Уште една точка, предлог програма за социјална заштита во општина Демиркапија за 2025 година. Поведете. Председателе, предлог програмата за социјална заштита во општина Демиркапија за 2025 година опфаќа активности во 3 области. Тоа се во делот на социјалната заштита, во делот на заштитата на децата и во делот на здравствената заштита. Инаку имаме добиено позитивно мислење на 10.2.2025 година од надлежното министерство, односно Министерството за социјална политика, демографија и млади. Активностите во секоја област се наведени во програмата, не знам дали има потреба да ги така во табеларниот преглед се прикажани финансиските средства кои што би биле потребни за да може да се реализира одредена активно, што значи дека финансиските средства се комбинирани, односно и од буџетот на општина Демиркапија и од други извори, во делот на буџетот на општина Демиркапија предвидени се за реализација на програмата 2.271.000 денари, а од други извори околу 12 милиони денари, што најголем дел од овој износ е за услугата помош и нега во домот, кој што општина Демиркапија ја стварува преку приватен давател на услуги. Преку Сдруженијето Химара со конкретен случај. Дали има прашање, дали има разговор? Осмата точка. Предлог програмата за социјална заштита во општина Демиркапија за 2025 година. Кој за рамката предлог програма во генерал, кој е за?